Замислете свет без жените. Без мајката што прва не држи за рака и не учи да зборуваме. Без сестрата што не штити и не теши. Без пријателката што со насмевка знае да ги растера дури и најтешките денови. Светот без жените би бил тивок, празен, недовршен. Токму затоа постои еден празник во годината кога вниманието на целиот свет се насочува кон нив, а тоа е празникот 8 март. Малкумина знаат дека овој ден не започнал како празник со цвеќе и подароци. Неговите корени се поврзани со работничките движења од почетокот на 20 век, време кога многу жени работеле во фабрики под тешки и опасни услови, со ниски плати и речиси никакви права. Идејата за меѓународен ден посветен на жените се појавила во 1910 година на Меѓународната конференција на работничките права во Копенхаген. Токму таму била предложена иницијативата овој ден да се одбележува ширум светот. Веќе во 1911 година Денот на жената бил одбележан во неколку европски држави, меѓу кои Германија, Австрија, Данска и Швајцарија. Илјадници жени и мажи учествувале на собери и маршеви барајќи еднакви права, право на глас и подобри услови за работа. Со текот на времето овој ден станал символ на глобална борба за еднаквост меѓу жените и мажите. Празникот постепено се проширил во се повеќе земји, а денес се одбележува во над 100 држави ширум светот. Но овој ден не е само празник со цвеќе, картички и подароци. Тој е символ на благодарност, почит и признание за се што жените прават. Секој ден, безусловно и со целото свое срце. Жените носат многу, честопати најтешката тежина на семејството, но и големи одговорности во општеството. Тие се лекари што спасуваат животи, наставнички што ги будат умот и срцето на децата, научнички што ја осветлуваат патеката на иднината, уметници што создаваат убавена инспирација, лидери што менуваат свет, новинарки што ја откриваат вистината, работнички што со трудот го одржуваат секојдневието. Во исто време, тие се мајки, сопруги, сестри, пријателки. И секоја улога ја носат со љубов, трпение и храброст. Често се вели дека за секој успешен човек стои силна жена. Но денес гледаме нешто уште поубаво. Жените не стојат само зад успехот. Тие се сами двигатели на промената. Ако ги прашате луѓето што значи 8 март за нив, одговорите често се многу лични. За некои тоа е ден кога им се заблагодаруваат на своите мајки за сите жртви и љубов што ја вложиле во нивното воспитување. За други тоа е ден кога се слави пријателството, поддршката и силата што жените меѓусебно си ја даваат. А за многумина тоа е едноставно ден кога сакаат да кажат благодарам. За трпението, за грижата, за храброста, за сите мали и големи нешта што често остануваат незабележани. Интересно е што во различни земји празникот се слави на различни начини. Некаде жените добиваат цвеќе и подароци, некаде се организираат настани и трибини за женски права, а некаде се раскажуваат инспиративни женски приказни кои ги движат душите и ја будат надежта. Но без разлика на начинот на прослава, пораката е иста. Жените се незаменлив дел од секое семејство, секоја заедница и секоја приказна за успех. Жената не е само улога. Таа е енергија што движи, што создава, што инспирира. Таа е првиот учител, првата поддршка, најголемата сила што не турка напред кога светот е тежок. Таа е таа која со својата нежност лечи, со својата храброст води и со својата љубов го менува светот. Затоа, 8 март не треба да биде само еден ден во годината кога се подарува букет цвеќе. Тоа треба да биде потсетник дека почита, еднаквоста и благодарноста кон жените треба да бидат дел од секој ден, секоја секунда.